Благодарам, господине Джафери. Тоа што опоменував изминативе 10 дена, денеска доаѓаме да ни се случи во собранието. Имаме еден сет на закони кои што доаѓаат од труд, каде што предлагач е владата на Република Македонија, представници Мила Царовска и Гјонор Бајрактар, повереници Јована Тренчевска и Мирјанка Алексовска. Тука гледаме дека има друг човек, односно друг представник од Министерството за труд и социјал. Опоменував дека треба да си добиете писмо од новиот технички премиер на владата, господинот Оливер Спасовски, да ви каже, бидејќи се бира нова влада, кои закони остануваат, кои ќе бидат повереници, кои ќе бидат представници. Го елиминиравте тоа и на комисија, и на некои други мои јавни вака обраќања. Денеска, кој ќе го образлага ова? Господине Джафери, доколку немате некој од овие повереници кои што се тука, предлагам да размислите, да си дадете пауза за да дојдат, а писмото во најможен брз рок да го добиете назад. Затоа што ова собрание, овој законодавен дом, тие што треба да се грижат за законитоста на сите постапки, ги прекршуваат сите закони. Затоа што ни доаѓаат закони без писмо од господинот Зоран Заев, иако има технички премиер, не сме известени дали сите овие закони ќе останат истите и не сме известени како во оваа ситуација технички да имаме дополнителен заменик, технички не знам веќе и какво име, меѓу кои што не е во 4 имиња кои што доаѓаат од Министерството за труд и социјална политика. Затоа ве замолувам, барем ние да се грижиме за законитоста, регуларноста и деловничката поставеност на работата на собранието. Ви благодарам.